Продолжуваме понатаму од самиот почеток заедно со вас, почитувани, евоцираме спомени на детството, на малата кога беа шаренолики полни со џагор, со детска смеа и оние прекрасни игри за кои што сите заедно раскажуваме и се потсетуваме. Слушнавме и од вас, од нашите гледачи кои што имаа прилика да ни се јават, не потсетија на некои подзаборавени игри од вашето детство. Се со цел да ви промовираме еден прекрасен настан. За прв пат во Македонија ќе се случи фестивалот Стари игри, каде што ќе се игра и ќе се дружиме заеднички со вас. Во продолжение имам гости токму за оваа тема. Ќе посакам добро дојде на Орце Ивановски и на Ивона Нацевска. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што сте заедно со нас во Добро утро секој утро. Добро утро, благодариме на вашата покана. Ќе зборуваме за Стари игри, настан кој што ќе се случи идната сабота. Ајде да одиме каде ќе се случи овој настан и каква е замислата? Вака. Например, да кажам дека фестивалот Стари игри за прв пат оваа година ќе се случи на 27 во 11 часот пред платото на Музеј Македонија и настанот ќе биде од отворен карактер, а во него ќе бидат вклучени неколку училишта од повеќе градови од државата, кај што ќе имаат одлична можност да се дружат децата, нели, и да се направи одличен фестивал. Спектакл еден, можеме да кажеме, ќе има тоа, ќе биде играње од ластик, јаже, што се ќе се игра, Ивона? Вака, значи ние гледавме да фатиме што повеќе игри кои ги играле луѓето стварно кога биле мали, кога биле деца во нивните мала, што сега, за жал, од компјутери, лаптопи и слично децата и можам да кажем дека и не ни знаат дел од игрите. На фестивалот ќе има игри, ние ги поделивме во 3 групи. Првата група е физички игри. Другата група е игри што ќе ни треба маса и третата група е од, ајде да кажем, од забавен интересен карактер, кај што не треба ништо, него децата да си имаат меѓусебна комуникација. Претпоставам тука се оние игри со раце, така? Да, со раце, со зборување, од типот на расипан телефон, на буквата, брза географија, од физичките игри, ластик, бесилка исто така, да, скокање ластик, скокање јаже, вртење на хлоп, летање со змеи, џамли, народна, тоа се дел. Сепак има и уште многу други игри кои ние ги имаме понудено на школите. Штркот бара боја, сега се сетив и да, многу интересна. И таа игра е меѓу другите. Ние имаме дадена на школите пример за кои игри, тие самите оставено е на нивните професори да си изберат која игра сакаат да ја играат, една, две, повеќе, тоа е нивни избор, само треба да ни кажат за ние да знаеме да се подготвиме. Така, поканите се сите, тоа значи дека и гостите кои што ќе дојдат, публиката, ќе можат да играат игри? Да, секако. Секако на игрите се поделени дели на физички игри во кои што ќе може да се да и од надпреварувачки карактер. Вториот дел, како што кажа Ивона, се умствените игри, како што е табла, шах и така натаму. И нели третиот дел се оние друштвените игри за социализација, кај што нели ефектот на самиот фестивал, идејата поточно сакаме да ја постигнеме на повисоко ниво и нормално нели да ги запознаеме младите со она што на некој начин е традиција. Така, може ли да искористам приликата и да ве прашам вас, која беше вашата омилена детска игра од детството? Конкретно за мене? И двајцата, да. Која ви беше омилена? Але си, нели, од возраста, али како мал џамлиите беа, нели, приоритет на секој дете и интересно, нели, во сите тие времења дел од игрите ни ги забрануваа дома, затоа што, нели, сега се губеше време за учење и така натаму, ама сега од оваа временска дистанца испаѓа дека тие се сепак многу корисни. Така, ќе си игра и џамли, претпоставувам, кога ќе ги споменавте, значи, тоа беше повеќе хит кај во мое време, кога јас бев дете, кај машките деца, повеќе игра џамли. Ивона, вие? Мене брза географија и скокање на јаже.
Таа ми интересни? беше така. Брза географија ми беше интересно за тоа што бевме повеќе девојчиња во мало, претежно и во мало се играше, не само на училиште таа игра, што осознававме, нели, се кажува буква и сега ти пишуваш име, град, држава и така натака. И беше интересно што секоја девојче, секој од нас кажуваше некој друг, нешто ново, некој друго име, друг Така град, и се друга учи, држава. всушност. И така учевме и затоа, и тоа ни помагаше и за во школа, Апсолутно. за во училиште. Тука се пронадов и јас сосема си во право и кога патувавме некаде, ги гледав таблите за да научам што е можно повеќе за да Така, бидам така. добра на брза географија. Дали тоа значи дека можеби родителите, мајките што ќе додат, ќе може да играат и повозрастните? Сигурно се прашуваат во моментот тие што не гледаат. Ќе можат ли тие да изиграат ластик? секако, Ќе биде дозволено. секако. Тоа ќе биде еден вид промоција и сите што ќе бидат заинтересирани, што ќе пројават желба, ќе им биде возможено. Мислам, целта и на фестивалот е баш токму тоа. Секој што е заинтересиран и што ќе се појави на фестивалот ќе може да земе учество, а нормално може би некоја награда од планираните. Одлично. Урце, вие сте председател на Детски свет. Детски свет е всушност друженијето кое што дојде до идеја да го направи овој фестивал на стари игри. Да појасниме што е всушност Детски свет, какво здружение е тоа? Детски свет е асоциација која што екзистира во нашиот простор веќе втора деценија од 2003 и работи во полето на културата и уметноста, а како таргет група се децата и младите и едукација на нив истите. На некој начин преку културата ги презентираме културните вредности. Пред се како основа ни е музичкиот дел, драмскиот дел, ликовниот. Во својата досегашна работа имаме остварено многу проекти од би издвоил последниве неколку години. Неколку видео продукти како приказна за Моцарт, приказна за Бетовен, работевме еден едукативен проект Гениалноста на фамилијата Бах. Минатата година направивме еден исто така интересен проект Земја музеј, кај што вклучивме исто дечиња од повеќе средини на градот Скопје и им презентиравме културното наследство на градот Скопје. Така. Кој што беше исто така интересен и доста позитивно прифатен и на крај со одлични резултати, бидејќи беше мултиетнички и имаше одлично дружење на децата, одлични резултати, како што реков, што истото го очекуваме нели со овој проект. Очигледно сте искусни во ова да ги соединувате, спојувате децата, тоа значи дека фестивалот Стари игри опфаќа цела Македонија и од повеќе градови, не е локално само, така? Учество ќе заземат, нели не можевме сите градови да ги вклучиме, ама сепак земавме од неколку региони, тоа е Делчево, една средина која што е нели од источниот дел, Кавадарци, Тетово, Скопје, овде во околината на Скопје имаме исто голема подршка од Сопиште, ни доаѓаат голем број на дечиња од Сопиште, од центарот на Скопје, аеродром, реално ќе има многу дечиња, ќе има дружења, Основни училишта се тие кои што ќе се надпреваруваат, така тој во тој дел со надпреварувачкиот карактер се неколку основни училишта. Па така, таргетот е од 5 до 9 одделение, таа возраста биде децата кои што ќе ги презентираат игрите и нормално целиот фестивал ќе биде уснимен видео и после тоа ќе имаме на некој начин документирана архива да. И ќе се зачува, па може ќе се емитува на некоја од телевизиите. Сакам да го нагласиме моментот, овој фестивал е работен од екипа на луѓе, музичари, всушност и вие сте музичари, етнолози, археолози, всушност има и нишка на минатото со тоа што впрочем, тие археолози и етнолози откриле дека овие игри се многу древни. Така, има и такви податоци, откривате дека не се од Втора светска војна, туку дека некои се дури многу постари. Точно така, да, наша колешка, еве се ја поздравуваме,
Она има откриено дека повеќето од игрите, баш и со Орце разговаравме, повеќе од игрите имаат потекло од Египет, од Рим, Како ли дошле до од тука? Кина. Да. И тоа е многу интересно. Од Грција, например, холохопот е од Грција. Не знам, плочката е од Рим, од Италија. И тоа е многу интересно и правилата на игрите стварно се, нели, како деца ние ќе сме слушнале како се играва, како сме прочитале, уствари гледаме дека правилата се уште поинтересни и повозрасен кога ќе ги прочиташ, сваќаш дека стварно тоа е нешто интересно. Кога ја дознаваш приказната што се крие за таа игра. наназад како стигнала до тука и од каде се потекнува и сето тоа, но сепак јас морам да напоменам дека сето ова го правиме со цел децата да ги од малце да ги оттргнеме од телефоните, таблетите, компјутерите. Сега не да ги направиме асоцијални, не ни е тоа целта, него да сепак да видат дека Дали може... тоа дека асоцијални ќе бидат во вакво дружење? Точно така, но сепак дружбата да биде во живо, не само преку тие Овие податоци уреди. што ги споменавте, Ивона, значи ли тоа дека на фестивалот ќе може, нели, публиката да дознае вакви податоци? Ќе има ли начин каде што и ќе има и едукативен момент приказните за игрите? Ќе биде тоа прикажано некако? Да, така, значи на самиот фестивал ќе има презентација на игрите, ќе има објаснување, како што кажа колешкава, и уште еден интересен момент ќе биде затоа што сите тие игри во различни региони имаат различни називи и на различен начин се кажуваат, и тоа ќе биде исто интересно да се проследи, да се види истата игра како се вика во Охрид, како се вика во Каладрце или во Скопје. Тоа е интересно, плюс на самиот фестивал е што им организиравме на сите овие дечиња што ќе дојдат од страна да го посетат музеот Македонија, значи да се стигнат со исто сознаење и да ги видат сите работи што се во музеот. И на крајот, нормално, ние бидејќи доаѓаме од музичката фела, нели, ќе им приредиме еден концерт, класичен концерт од наш современ композитор кој што ги има обработено нашите стари македонски теми на современ начин. И сметаме дека и тоа дел од нашето културно наследство, нели, пред се како тема ние, нели, враќање кон традицијата за чување на културното наследство, она што го имаме и, нели, треба да го негуваме, бидејќи самата држава, самиот народ треба да има големо почитување на она што на нашата традиција. Се согласувам комплетно. 27 мај, тоа е идната сабота со почеток во 11 часот пред платото на музеот на Македонија на Кале, да повториме уште еднаш за каков настан зборуваме. Какви се вашите очекувања од сега гледано со оглед на тоа што е прв настан? Очекувањата за посетеноста, имате ли некакви очекувања? Да, ние сме пријатно изненадени бидејќи со сите учесници кога направивме контакт беа пријатно изненадени, сите прифатија и заинтересираноста е доста огромна, што е, нели, добар показател за настанот и за случувањата. Она што, нели, заборавив да кажам, значи настанот исто така ни е поддржан од Министерството за култура, конкретно од секторот за културно наследство, што благодарност дека имаат, нели, слухи за тоа и нормално со средствата со кои што на некој начин се минимални, а ние даваме од нашава екипа дава максимум, така да очекуваме одличен фестивал. Бидејќи го споменавте делот околу истражувањето, дали е ова долг процес на подготовка? Дали долго време се подготвувавте за фестивалот околу истражувачкиот дел, зборувам за игрите? Искрено да, сите од нас, секој од нас имаше своја задача што требаше да ја исполни и сите на различен начин се потрудивме да направиме истражување за сите тие игри, за да знаеме и ние понатака тоа да не биде водилка што и како да правиме.
Да, ни недостасува дел од археолозите овде да ни раскажат каде се копале и барале, на кој начин стигнувале до овие информации, но секако сите оние кои што сакаат да дознаат имаат каде ќе дојдат на фестивалот и ќе погледнат. Дали е идејата и замислата стари игри да прерасне во традиција? Да, секако. Главната идеја е да ова остане во традиција и да продолжи следната година во поголем обем, можеби нели на регионално ниво да излеземе надвор од границите на нашата држава, со тоа што ќе биде многу поинтересно нели од ова. Како за почеток, нели и капацитетот што го имавме сега, мислам дека е доволно, а понатака ќе се трудиме да го прошириме се тоа. Дали може би детски свет како здружение подготвува нешто ново, да најавиме, да искористиме можноста, имаме уште малку време, некој друг настан кој што можеме во иднина, во блиска иднина да го најавиме? Значи, детски свет континуирано работи на полето на културата и едукација на младите, така што како што спомнав во процесот на едукација на дечињата, детски свет е еден од првите што започна програмата Музичко будење за едукација, музичка едукација на децата од претшколска возраст. И следниот проект кој што во подготовки веќе и во почетна фаза е работа со дечињата од општина Сопиште на музичко образование, значи запознавање на музичките инструменти, на класичната музика, на традиционалната музика, и тоа би било нели една од темите што можеби понатака ќе обработуваме со вас, ќе ја најавиме, затоа што во програмата за музичко будење е проект кој што го работевме преку Еразмус во 2018 и веќе го имплементираме во Македонија, начин на кој што на современ начин децата го осознаваат музичкиот свет. Урце, како реагираат, велите за основци повторно, така? Како реагираат на класичната музика основците? Знаете како, во принцип секој човек од непознатото бега, кога ќе го осознае, веќе му доаѓа природно. Така и дечињата, кога ќе им се пристапи на нивно ниво и на начин на кој што они преку игра доаѓаат до инструментот, например виолина или можеби некој од дувачките инструменти, понатака можеме да очекуваме дека исто од тие деца може да креираме нели нови уметници, нови Моцарти, нови така, а и да не се случи тоа, сепак имаме едуцирана публика, што е исто важно. Доста. Точно така, тоа е многу најважно за нас сега што сме во светот на музиката и што активно се занимаваме со тоа. Дури јас од моје лично искуство, децата се многу кон музиката, кон класичната музика, имаат многу љубопитен пристап. Да, Орце, како што кажа, они од непознатото секој, да кажеме, бега. Така, да. Но и на почетокот ќе се појави таа детска љубопитност и радозналост и доаѓа да види ако се свија, му се свиѓа на тоа дете, ќе остане. Ако не, ќе си го најде својот пат, затоа што не може ние да очекуваме дека сите деца ќе станат музичари. Апсолутно така. Но затоа треба да уживаат во класичната музика, бидејќи ни доаѓате од Националната опера и балет. Мајските оперски вечери се во тек, ќе ги поканиме сите да Ивона е всушност оперска певица. Вие сте дел од оркестарот на Фагот, сте таму, така што нека ја следат програмата и нека дојдат. Еве, утре имаме Травијата, па кој сака нека повели. Некако спонтано ни дојде разговорот, па зошто да не искористиме приликата. Многу ви благодарам, навистина уживав во вашето друштво. Ќе потсетиме уште еднаш, овде сме. Ви благодарам за гостувањето.